Зборувавме за предизвиците со кои што денеска се соочуваат, би рекол, луѓето од реалниот сектор овде во Прилеп, кои што се дел и членки на регионалната стопанска комора. Представниците на компаниите ни ги презентираа нивните гледишта, анализиравме дел од политиките и предлозите кои што ВМРО ДПМН ги предлага во оваа изборна програма, кои што понатаму ќе бидат дел од, би рекол, програмата на владата. Пред се тука како главен адут го споменавме и автопатот кој што би се изградил од Скопје преку Прилеп, Битола до границата со нашиот јужен сосед, нешто што е дамнешна желба на жителите на Пелагонискиот крај, на прилепчани, но и на и останатите. Цениме дека овој инфраструктурен проект во многу ќе подобри квалитетот на живот, ќе подобри комуникацијата и условите на бизнис заедницата овде од Прилеп и Пелагонија во целост. Потоа зборувавме за политиките во делот на земјоделието со акцент на тутунот и тутунопроизводителите. Зборувавме и за реформите во делот на образованието, администрацијата, дигитализацијата, фискалната политика, поддршката, така што ценам дека имавме навистина корисна средба на која што ние можевме да се презентираме и да имаме определена интеракција со стопанствениците од овде од градот Прилеп.